Во бизнес секторот, доколку ние сакаме да бидеме успешни, потребен е еден холистички пристап, односно склоп од повеќе знаења, повеќе вештини, кои што нас ќе ни овозможат да ние понатаму успееме постојано да се движиме. Бираме една од најдобрите серии на сите времиња, Е Сопранос. Дури, да кажеме, босот на италијанската мафија таму оди на психолог редовно. Ние сега имаме генерации за кои што е сосема нормално целото нивно секојдневие функционира во виртуелниот свет. Правиш заедница на мајки, која што се вика Мама Круг. Заедница е потребна да постои, заедница која што ќе им понуди не само помош, туку ќе понуди можност и простор да тие се поврзат меѓу себе. Оној проблем кој што постои моментално е што заедницата е се помалку и помалку вклучена, колективното е се помалку вклучено и се е некако индивидуализмот во преден план. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и лайк. Здраво, Бојана, што го врти светот? Луѓето. Добро, логичен одговор за еден психолог. Сесија 1 на 1 или група за поддршка? И двете се потребни. Добро. Користење социјални медиуми или не? Користење. Мама круг или тато круг? И мама и тато. Најбаво. Цело е кога има се и тоа е веројатно најлесно, ама ќе зборуваме за еден интересен мама круг ти што го создаде, затоа што првите месеци никако им треба на мајките така различна една поддршка кога остануваат сами со бебиња одеднаш. Меѓутоа, пред да почнеме со тоа, сакам прво да отворам една тема која што се фокусира на твојата работа и соработка со бизнис секторот, затоа што ти си еден од психолозите кој што редовно е во дослух со компаниите, работиш многу на мотивирање и HR во рамки на компании, па и директно со луѓе кои што нели се успешни, ама секогаш или често се дали на линија на burnout, дали на линија на носење на тешки одлуки во бизнисот. Моето прашање е каква е работата со компаниите? Што е тоа што овие луѓе ги мотивира и какви се проблемите со кои што се соочуваат? Кога гледаме на социјални медиуми, еден бизнисмен просечен на социјални медиуми, изгледа како некој што има многу пари, се расфрла, брзи коли и слично, ама сигурно тоа не е баш така како што е представено. Ти ги ја знаеш другата страна на психолошката. Како изгледа тој момент? Во ова прашање јас најдов 5 прашања кои што Еве едно, како е да се работи со луѓе кои што сакаат да напредуваат во сегментот на бизнис? За мене е многу возбудливо и беше еден нов предизвик кој што се отвори некаде пред 5 години, сосема случајно, 6 години, извини, сосема случајно. И можам баш да споделам затоа што тоа беа баш почетоците мои, а и мислам дека почетоците на многу мои колеги кои што почнаа да работат во овој сектор. Тоа беше мој сон дека јас еднаш некогаш во иднина како психолог ќе работам внатре во некоја организација во компанија, но некако компаниите се уште не беа подготвени за тој чекор. И никогаш нема да заборавам, тоа беше на еден мој настан кој што го организирав. Тој беше настан од отворен карактер за повеќето луѓе кои што сакаат да дојдат и да слушнат нешто што е поврзано со менталното здравје. И по настанот мене ми пристапија малтене половина тим од една компанија кои што побараа од мене да ова кое што јас го работам тука за сите луѓе, дали може да организираме нешто интерно за нашите луѓе внатрешно, да некои теми би сакале да ги покриеме за да можеме да ги поддржиме. Ја го прифатив предизвикот тогаш и оттаму започна и мојата приказна. Ако можам да споредам пред само 5 или 6 години, со сега, она кое што се случува сега, можам да забележам голем скок во однос на интересот, во однос на свесноста, за тоа колку е важно да се работи со луѓето во организацијата, затоа што ние ако сакаме да имаме мотивирани луѓе, среќни луѓе, задоволни луѓе, кои што ќе го дадат максимумот од својот потенцијал на работното место и ние мораме да им обезбедиме една таква клима за да сето тоа се случува. И не можеме да го правиме тоа ако ние менталното здравје го тргаме на страна. Така. Не можеме едноставно.
И сум била сведок наназад овој период и сум имала можност да гледам како луѓе успеваат, како луѓе успеваат да си ги остварат своите соништа, потенцијали во рамки на една компанија, некогаш е тоа во рамки на 2 или 3 компании низ годините, навистина е долг период и можам да ги следам, имам таква убава можност и навистина е нешто кое што мислам дека уште допрва ќе се случува и уште допрва ќе се развива. Што е тоа конкретно што го има тие луѓе? Нели она имаше едно шоу X Factor, па разговара што бил X факторот кај пеачите, што треба да прави еден, не знам, пианист за да стане врвен. Меѓутоа, што треба да направи еден човек за кариерно да напредува? Кој е мајндсетот? Што е тоа што го препознаваш како психолог кај нив, за да можеш да кажеш ова е човекот, тој ќе биде нешто, работи на својата психа, како да се напредува и така натаму. Има ли нешто, некоја НЗС? Вака, сите ние се движиме, сите ние нешто правиме и сите ние се движиме со некоја своја брзина по некоја наша оска. Апсолутно. Но од друга страна, за да ние успееме, како што и ти кажа, во оној бизнис сектор и да ние успееме да бидеме добар менаџер, да успееме да знаеме како да менаџираме со луѓе, да ние успееме да бидеме успешни во одреден бизнис сектор. Потребни се навистина специфични карактеристики кои што ги имам забележано дека едноставно нема дискусија, мора да се присутни, а тоа е навистина висока посветеност, мотивација, внатрешна мотивација, потоа соодветна едукација која што е потребна за да ние можеме да го оствариме својот бизнис и да го движиме својот бизнис, потребна е навистина едукација од повеќе полиња интегрирана, да едноставно како што и ние кога работиме психолозите, кога работиме со еден клиент, сакаме да работиме со еден холистички пристап, исто така и во бизнис секторот, доколку ние сакаме да бидеме успешни, потребен еден холистички пристап, односно склоп од повеќе знаења, од повеќе вештини кои што нас ќе ни овозможат да ние понатаму успееме постојано да се движиме. Но не можеме да ги исклучиме и оние други вештини, како што е успешна комуникација, добра комуникација со другите луѓе, емоционалната интелигенција исто така, меките вештини, потребни се многу. Зошто? Затоа што еден човек не го прави, не го движи бизнисот, туку бизнисот го движат луѓето кои што се вклучени во овој бизнис, тимовите кои што подоцна се градат, а за да сето тоа биде успешно, мора да има и некој кој што ги има сите овие други вештини и секако оние лидерски способности кои што секако и се учат во текот на животот, но и потребна е исто така и таа една отвореност за примање на нови информации и отвореност за учење. Ова интеграција на овие вештини, карактеристики, нешто со кое што ние дел се раѓаме, дел на кое што ние имаме можеби некоја наклонетост, но најголемиот дел за среќа се учат во текот на животот. Добро е да се знаат затоа што навистина се клучни и се потребни, е нешто кое што сум го забележала дека некогаш е и пресудно за кога јас ќе видам кариерниот тек, кога ќе го видам на некој менаџер, да можам да осетам со која брзина ќе се движи понатаму во животот, во кариерата и така натаму. Некако како да стана тренд, барем за мене, последниот период, да сите сакаат да бидат предприемачи, да прават многу пари брзо, исто така. Самиот интернет ветува некои концепти каде што за кратко време ќе се збогатите или погледнете го него, почнал тука, а сега е таму и таму, за 10-5 години успел да направи нешто. Најчесто ги бираат нели оние екстремни примери, кои што не го отсликуваат најчесто мнозинството и се базира на нив. Но, да кажеме, Змај работи од 2014 година во предприемништво, тогаш беа како тие што сакаат да почнат свој бизнис, дури луѓето ги гледаа како што му текнало сега свој бизнис, оди побарај работа, нели малку како да е и храброст, меѓутоа да треба и одредена лудост за да се направи тоа, додека сега некако тоа стана стандард, па прави си нешто на страна, бизнисче на страна, пари и така натаму. Од една страна, добро е што се смени начинот на гледање на нештата кога се предприемачите во прашање. Ама од друга страна, тоа што ми е на мене многу интересно е како интернетот и како информациите кои што ги гледаме ги опишуваат овие луѓе како некои луѓе што се родиле, биле многу опасни и станале тоа што се.
колку често ти доаѓаат, да кажеме, млади луѓе кои што се обиделе да направат пари, кои што гледаат на интернет како некој брзо се збогатил и разбираат дека тоа баш и не е така како што личи. Морам да споделам една ситуација која што ситуација. Како психолог, секогаш ми е интересно да следам што е она ново што се случува, од аспект на подкаст, од аспект на она кое што е тренд во моментот, која тема е доминантна, да. Многу сакам затоа што на тој начин сум некаде и во чевлите на моите клиенти потенцијално. И мислам дека беше пред некои добри 7 години, слушав еден подкаст, мотивацијски говорник, кој што беше доста популарен, забележав дека доста се споделуваа слики од него со цитати и јас едноставно сакав да го побарам, да можам да го слушнам и да видам што е она што овој човек го кажува и го дава како вредност на една цела таа заедница која што него го следи. Ендрю Тейт да не. Пази што е ова што го слушнав. Додека си млад, ти треба да работиш, треба да стануваш додека се уште не е разденато. На работното место треба да останеш додека не се стемни. Треба прв да доаѓаш, последен да си одиш. Треба да дадеш се од себе, последната капка пот да ја дадеш на своето работно место, без разлика што ти да работиш. Ако тоа го правиш, ти ќе успееш, нема шанси да не успееш. Доколку имаш семејство, затоа што и веднаш се надоврзуваше некако во говорот на сите оние логични прашања кои што најверојатно некој здраворазумски би ги поставил. И веднаш на тоа се надоврза. Доколку имаш семејство, тогаш семејството треба да те разбере, дека ти нема да го гледаш семејството. Доколку имаш деца, треба да си подготвен дека ти нема да ги гледаш своите деца затоа што ти ќе треба да одиш на работно место од мрак до мрак, буквално. Он како да ти бутка клиенти, мислам, правиш проблем во семејството. Тоа не беше страшното. И доколку твоето здравје страда, ќе си кажеш можам, млад сум, можам, и ќе запнеш уште повеќе. Доколку се јави брнаут, ќе запнеш затоа што во насока дека тоа тебе ти дава уште повеќе, треба да те мотивира за да ти одиш во таа насока. Јас слушам и викам колку ова погрешно. Замисли еден млад татко кој што на вистина се соочува со финансиски проблеми, од друга страна дома има семејство кое што не мора, може и мајка, меѓутоа сакам да кажам бидејќи претпоставувам кои се луѓето кои што тоа би го кажале, најчесто се обраќаат на машка популација. Ова беше наменето за машка популација. Тоа сакам да кажам. Сега еден млад татко се соочува со знаеме каков е првиот период кога имате дете, каде што навистина се сите потребни раце, не двајца ако може да дојдат уште група луѓе да ви помогнат уште поарно. Значи, каде што е потребен дома, го слуша него, од друга страна има сериозни финансиски потреби кои што драстично растат кога вие почнувате да имате семејство и он вика, да, еве ова ќе го правам. И тука имате проблем во бракот, жената е оставена сама несреќна, тоа исто така веројатно е несреќен од сабајле до вечер, некој во брнаут ако работи е несреќен и тоа дете на крајот од денот таткото не си го видело и тоа е несреќно. И не размислуваме за влијанието такво, туку нели само добро звучи. Да, ова многу звучи и прво пред се не е апликативно, не може да важи за сите. Прво не е здраво во основа да почнеме од таму, тоа воопшто не е здраво, тоа не е живот. Што е животот ако ние не уживаме во него, што е животот ако ние не сме срекни кога нештото што го правиме и сме задоволни кога нема да бидеме млади. Да, и тука ќе се надоврзам на еден нов тренд кој што почна, а тоа е да се што да работам, има курсеви Јована кои што се кои што дадат во оваа насока, има книги, има подкасти кои што те мотивираат да одиш во насока да ти се пензионираш до својата 40-та година. Која е екстремна? Да, како да го направиш твојот милион до 40-та година за да потоа направиш екзит и да се пензионираш. И јас седам и ги слушам, или ќе се убиеш од работа или на 40 ќе се пензионираш. И знаеш, првата идеја која што мене ми се јавува е, окей, јас ќе работам од мрак до мрак, ќе се пензионирам некако до 40-та, и што ако јас немам со кого да го уживам тој период? Што ако јас немам потоа добро здравје за да јас можам да го живеам тој период после 40-та година? И на крајот од денот, кој мене ми гарантира дека јас навистина толку многу ќе успеам до 40-та година и ќе можам јас да се пензионирам? И дали јас ќе вреди да го жртвувам моето здравје и време и ментално здравје пред се за да јас
уживам условно кажано после мојата 40-та година. Не Но ова можеш се да знаеш ако си денеска 20, дури ни колку ќе ти вреди тој милион за 20 години. Какви движења ќе има, каква инфлација ќе има, можеби и ќе го постигнеш милионот, и ќе постигнеш, и пак нема да можеш да се пензионираш на 40, а практично губиш, можеби 20 години од животот. Но ова се оние токсични моменти, доминантни, на кои што прво нив ми текна, кои што навистина доминираат изминатиот период и се доста присутни. Она кое што сега моментално ова ти го провлече како прашање, сега што е актуелно, е дека секој има слобода и секој има храброст и лудост за да започне свој бизнис. Да. Драго ми е што живеам во такво време, да гледам храбри, луди, млади луѓе кои што, па и не само млади, туку и многу повозрасни се имаат храброст да направат таков чекор да основаат бизнис. И но од друга страна, некој. но она кое што мене ми недостасува да го видам и она кое што јас би сакала во иднина да го видам е да овие млади луѓе кои што имаат и храброст, и лудост, и идеја, и мотивација, и волја, и се подготвени да го ризикуваат тој пат, да им се понуди многу посоодветна клима и контекст каде тоа може да го направат и соодветно образование. Но и треба да се разбере дека тоа е работа. За најголем дел од успешните луѓе потребна е работа, потребно е вложување, Апсолутно. потребна е грижа и потребни се посебни, да кажеме, способности и исто така во даден момент ако носите битни одлуки се соочувате со обезбедување на плати за вработени, со сите проблеми кои што тие ги имаат, затоа што морате и вие да бидете на некој начин психолог ако веќе водите компанија или да ангажирате некое лице, дека во даден момент ќе мора да се свртите кон себе и да работите на своето психичко, психолошко здравје, да дојдат на советување кај тебе, дури кога гледаме, бидејќи често увезуваме нели содржина од Америка, едната од содржините која што прикажува таков вид на главна улога маж кој што екстремно многу заработува и така натаму, и така и се вика Billions, има психолог како прва десна рака во компанијата, која што му помага да ги надмине кризите, им помага на вработените да ги надминат и така натаму. Од друга страна, за мене исто таа работна средина е малку екстремна, ама тоа е што е. Од друга страна имаме пример со има фанови на мафијашки серии, јас не сум најголем фан, меѓутоа ако веќе бираме една од најдобрите серии на сите времиња е Сопраност, дури да кажеме босот на италијанската мафија таму оди на психолог редовно. Колку е битно луѓето да разберат за грижата за своето ментално здравје ако веќе влегуваат во предприемнички потек, освен бърнаут работи и така натаму, направи ги парите, пензионирај се и целиот тој товар што се носи заради очекувањата, колку е битно да дојдат да побараат помош во даден момент, кога ќе се деси, а ќе се случи бърнаутот. Во овие два, убаво што ме подсети нас оваа серија, затоа што имам заборавено Сопраност? Да, ја имам заборавено и дури имам заборавено дека психолог на екран. Да, беше можеби меѓу првите серии каде што можев да видам. И добро што ги даде овие два примера, затоа што сега ќе дадам една споредба. Ако ние сакаме да бидеме успешен спортист, така и да добиваме резултати и да бидеме препознатливи и да бидеме, квалификувани за првенства и олимпијади, ние мора да инвестираме во нашата физичка подготовка. Да. И тренинзи, ама не е тоа само тренинг, туку тоа е една цел склоп на сетинг, каде што се внимава на многу други пропратни работи, сон, исхрана и така натаму. Ајде да го видиме ова предприемништвото и бизнис светот и оној, да речеме, менаџер кој што има високи одговорности, висока функција и одговорност према цел тим или тимови на луѓе, мора да има исто така кондиција и исто таква подготвеност за да може и тој и неговиот тим да создава резултати и да биде успешен. А тука што значи да биде добро подготвен за сите оние ситуации кои што може да следат. Баш во овие филмови има такви примери, во овие серии има примери, каде што баш психологот е оној кој што работи на вакви моменти.
кои се тие најчесто, каде што можеби приватниот живот се преплетува со професионалниот. Па како да поставиме граница? Можеби комуникацијските вештини или недостатокот на комуникацијските вештини никогаш прават проблем со нашите бизнес партнери или со тимовите со кои што ние работиме во компанијата. Па како да ги надминеме и усовршиме нив? Така да тоа се оние најчести примери кои што се прикажани и се многу реални. Така е. Се многу реални и за среќа е нешто на кое што може да се работи, каде што ние можеме директно потоа да видиме како ние стануваме самите поуспешни, ама не само поуспешни, туку и поудобно ние да седиме на таа столица, а од друга страна сме препознаени од нашите вработени како успешни лидери кои што можат тоа да го менаџираат. А од друга страна, некаде ни стои пат и добиваме алатки како да превенираме стрес и бърнаут. Затоа што предприемништвото некаде оди од рака под рака и со анксиозноста и со можноста да се оди во бърнаут, ако ние не знаеме како да се заштитиме и како да го превенираме истото. Апсолутно се сложувам, а во делот и добра е паралелата помеѓу бизнисот и спортот, затоа што баш пред некој ден слушавме дискусија помеѓу двајца легендарни од Ексију просторите легендарни тренери за фудбал, кои што зборуваат, едниот е србин, другиот е хрват, меѓутоа работеле во многу европски клубови, и зборуваат за тоа какви се нивните пристапи со фудбалерите, да кажеме какви биле порано, како се менувале, како што генерациите на фудбалери се менуваат, како настапуваат како психолози на некој начин, како тие нели ги викаат спортски педагози, тренерите многу често, во случајов спортски психолози, бидејќи веќе се возрастни фудбалерите, меѓутоа на кој начин комуницираат со нив, како носат одлуки, и тоа беше многу слично со бизнисот, и дури за мене корисни совети за било кој што сака да почне нешто свое, да до овие двајца тренери, кои што се соочиле со цели екипи на врвни луѓе, кои што се соочиле со публика, односно клиенти на некој начин, кои што се соочиле со, да кажеме, сопственици на клубови, буџети, конкуренција, редовно соочување со конкуренција, значи зборуваме на секој надпревар вие одите за да победите, толку паметни совети дадоа и убави во однос на, да кажеме, сите овие quick fix, нели, брзи средувања кои што се даваат, работи, и тоа ништо не ти значи. Ако ти работиш погрешна работа, секој ден ќе бидеш во бърнаут и нема да постигнеш ништо. Ако ја работиш правата работа, може и побрзо да добиеш подобар резултат. Меѓутоа, секаде е потребна работа и посветеност. Ова сакам само многу интересен момент доловуваш, затоа што ова е нешто кое што го зборувам веќе некое време наназад, а тоа е дека во суштина оној брз животен стил кој што ние го живееме, цело време среќаваме такви изрази, живееме во брзо време, животот стана многу брз. Во суштина она кое што нас ни стана брзо е тоа што ние некако не ги живееме работите, туку имаме инстантни, брзи решенија за нашите потреби, што до некаде е многу добро. Да речеме, ако ние сега сакаме да јадеме нешто, можеме да си порачаме храна и за кратко време ќе биде доставена. Ние не мора да одиме да пазариме на мирници и потоа да ја готвиме истата храна и да ја чекаме, туку можеме веднаш да имаме на маса за некои 20 на минути. Ако сакаме да се видиме во тоа, туку брзаме негде или ја нарачуваме за да ославиме. Друга ми е поентата, дали ако сакаме, јас и ти се немавме видено некое време и ние ќе зборуваме на телефон, и ќе зборуваме на телефон или доколку е тоа можеби некој кој што живее па и надвор од Македонија, тогаш ќе си закажеме нели Вибер средба, Зум средба, па ќе си се видиме и така натаму. Што ова ни кажува? Дека некаде и мајндсетот почнува да ни се креира дека за се има брзо решение. Ние не мора многу да ги мислиме работите, не мора многу да се влажуваме. И ова многу пати го среќавам и во компаниите каде што за многу кратко време, да речеме, постои можност да некој биде унапреден и да стане тимлид, или да стане менаџер, или да стане одговорен за некоја покомплексна задача за која што можеби вработениот или личноста се уште не е подготвена. Не значи дека нема капацитет. Не работеле во тим, аплицираат никогаш во тим, зборуваме, например, биле претходно фриленси, одлични во тоа што го работат, аплицираат за координаторска позиција, а тоа е многу специфично. Дали може некој да координира луѓе ако претходно не работел со нив? И може би е
може би е тоа така, едно може би, а тоа е дека оваа брзина некаде диктира и дека може би ова може да биде апликативно и во други наши сегменти и дека ние нема потреба многу да се влажуваме, дека сето тоа е може би многу поедноставно и мене ќе ми оди брзо. И многу пати сум среќавала како компании очекуваат од одредени вработени да брзо се адаптираат, да брзо превземат одредени функции, да брзо ги научат процесите, а реално за тоа е потребно многу повеќе, дупло повеќе, тродупло повеќе време, за да оној кој што ќе превземе таа задача и таа функција да деливира некаков успех. Така да може би е нешто тоа кое што секој од нас, ние не можеме да го менуваме светот, да бидеме реални, ама секој од нас ако тргне од себе, од својата перспектива и да некогаш се запраша, чекај, сето ова многу брзо се случува. Дали да си дадам повеќе време? Да малку само рефлективно ги наблюдува работите што се случуваат околу него, тогаш може би ќе зборуваме за некоја промена, но наеднаш инстантна промена на глобално ниво, мислам дека е многу потешко и многу нереално да се случи. Апсолутно, и од тука и незадоволството, голем дел од незадоволството од работата или од вработен и така натаму, доаѓа од очекувањата. Ако имаме превисоки очекувања, многу е лесно на крај да бидеме разочарани. А разочарувањето често може да не донесе кај тебе, односно да ни донесе многу други состојби, ако се работи за редовно разочарување, ама мораме да учиме, предпоставам, како тоа да го менаџираме, да кажеме, ќе дојдам на една работна позиција, меѓутоа треба да знам дека одредено време јас морам тука да работам, додека да дојдам до некакво унапредување. Ќе дојде вработен, морам да знам дека одредено време ќе вложувам во него, додека да може да целосно да ја превземе работата. За жал, веројатно и барањата од сите страни се брзи, од вработениот има потреби кои што сака да ги задоволи со висока плата или како и да, или општествен притисок дека мора да биде нешто. А и кај компаниите често се бара се повеќе и повеќе, па тие мораат брзо да ги стават во погон вработените. Меѓутоа, како и да е, дефинитивно не носи секогаш добро. Сега, интересни истражувања има и во однос на начинот на кој што се состануваме. Некако интернетот стана дел од секоја сфера на постоењето. Од, да кажеме, работата, до информациите што ги бараме ние како мајки за се нешто или татковци за се нешто. Што прво пребаруваш на интернет, па сега поново и ChatGPT за се го прашуваме. Меѓутоа, веќе некое време и состанувањето љубовно, да кажеме, и се бараат љубовни партнери или секакви други партнери, преку интернет, преку дейтинг апликациите. На македонски апликации за состанување, меѓутоа, кај нас малку состанување зборот не се користи секогаш баш за тоа, па сакам да бидам конкретна. Интересно е дека во нашата генерација некако се појавија овие апликации, јас иако не сум ги користела, сепак многу луѓе кои што ми се блиски ги користеле и некако имаше еден момент на колку интересно можам веднаш да најдам партнер ако ми треба, не мора да излезам, не мора да се потрудам, може брзо тоа да се заврши. Меѓутоа, голем дел вика дека дури 61% од корисниците на оваквите апликации се 30 до 49 години. Што значи не се оваа најмлада генерација, која што најмладите Gen Z, кои што сега да кажеме би биле во некоја фаза на состанување, опфаќаат вели околу 26, еве да кажеме до кај 30%. Ова е според од анкета, значи сепак не можеме 100% точност да имаме, ама се добри анкети кои што ги најдовме. Голем дел од генерацијата Z, новата генерација што доаѓа, вели најрадо не би наоѓале на дейтинг апликации, ги користиме затоа што не се лесни и брзи, ама би сакале да можеме да излеземе, да се запознаеме со некој и на тој начин да оствариме љубовна врска. А дури интересно ми е кај оваа генерација дека на дел од прашањата рекле дека ги гледаат овие апликации како за да не им е досадно, за да си најдат некаква забава, не ги гледаат како, да кажеме, сериозно место каде што ќе најдат љубов. Но сепак ја имаат инсталирано. Ја имаат, да, овие кои што одговарале на ова прашање. Стравот доаѓа, иако
преферираат да запознаат во живо луѓе, сепак им е страв дека кога ќе придат некому, ќе бидат кринч. Прво да се разбереме, за мене секое приоѓање мора да биде некако кринч. Меѓутоа, тоа стана толку страшно за оваа генерација, што ги спречува во комуникацијата во живо, иако тоа го сакаат. Какво е твоето искуство? Работиш и со млади, работиш со семејства, веројатно ти приоѓаат со вакви проблеми кои што се врзани со љубовниот живот. Дали има разлика навистина толку голема помеѓу нашата генерација, што се оние millennials, милениумци, не знам како би било на македонски, и генерацијата Z? Додека зборуваше, се опитав да ми текне која беше онаа популарна апликација од мое време. Тиндер. Памтам, не беше Тиндер, мислам дека беше една друга апликација која што се појави на кратко. Не ја користев, но знам дека постоеше. Какви сме? Не ја користев. Да, не ја користев, зашто бев средно некада, можеби трета, четврта, Ептен беше на почетокот. И памтам дека во тој период, тоа ми беше можеби моја желба во тој период, да кога јас евентуално нели ќе пораснам, ќе имам, ќе искреирам моја платформа за запознавање на луѓе. Да, тоа ми беше мојата прва желба професионална. Сега ќе треба во живо да ги запознаваш. Да. И сега вака некако пробувам да ми текне, се обидувам да ми текне на како беше тогаш во тоа време. Мислам дека тоа беше баш оној период кога се беше ново и се беше многу интересно и кога луѓето предпоставувам се представувале нели со најинтересните слики, најновите, не знам, уредените и така натаму и можеби се уште било возбудливо и затоа можеби поинаку ние сега ги доживуваме тие апликации или платформи за запознавање за разлика од тогаш. Сега, работејќи со луѓе, не можам да подалам млади и стари, затоа што има нешто кое што го забележувам како нешто кое што сите ги поврзува, можам да ги ставам сите под една капа, а ги засега и едните и другите. А тоа е број 1. Број 1 е миграцијата која што моментално се случува, дали поради студии надвор од оваа држава или во нови места, одење и преселување во друга држава поради работа, поради работни ангажмани, а оние повозрасните од оваа помлада генерација исто така поради кариера да треба да мигрира или поради потребите на семејството да треба да мигрира од едно до друго место. И се повеќе млади луѓе имаат животен стил кој што не подразбира да јас живеам само во еден град и во едно место, туку да јас патувам постепено. Особено фрилансот моментално е доста актуелен и дава многу слобода, ама дава и слобода да јас избирам од каде ќе работам, но од друга страна слободата да јас можам да изберам од каде јас ќе работам и каде јас ќе живеам, прави еден многу интересен момент каде што и не дозволува да јас формирам значајни врски, пред се пријателски со луѓе со кои што јас ќе комуницирам, значајно за мене, длабоко за мене, ќе ми биде важно да јас направам добар контакт со нив, а понатаму тука се подразбираат и партнерските релации. И баш како што опиша и ти, се е некако многу површно, не е ништо суштински длабоко, некаде прво поради фактот дека многу млади луѓе моментално мигрираат и не се само на едно место. Ова не ми текна воопшто. Да, и многу пати го слушам ова како проблем во суштина, Бојана, па јас еве тука ќе студирам сега уште 2 години, па дали мене ми вреди да јас сега инвестирам во пријатели, инвестирам во партнерска релација тука кога јас не знам каде ќе бидам за 2 години, или јас можеби ќе кажам еве ќе се вратам во Македонија или ќе останам овде каде што сум, ама што ако партнерот мој се уште и тој не знае каде ќе се најде, како ова сето ќе функционира? Да. Од друга страна сум била сведок на вакви врски, кои што подоцна стануваат на вистина растегнати низ Европа или низ светот и е многу тешко да се одржат и многу мал процент успеваат за да може да тоа остане во иднина и да прерасне во врска која што ќе биде стабилна понатаму и со брак можеби. Така да миграцијата која што моментално се случува е многу голем фактор. Од друга страна, сепак живееме во еден период кој што е постпандемија. Мене ми е многу непријатно да се навраќам на таа пандемија, ама таа пандемија услови на едно некое ново нормално кое што сите ние го живеевме, кое што во суштина не беше нормално, не беше во ниту еден аспект нормално. Најненормално беше тоа што имаме ние цели генерации кои што завршија средно образование или факултет апсолутно онлайн. Да.
Како Да, останува да се види? кога јас ке се навратам на моите студентски денови, мене едно од главните работи кои што мене ми беа значени беше дружењата. Јас мислам дейтинг. Добро. Беше дружењето со колегите, од друга страна и она на кое што Физичкиот контакт да запознаеш Да, некого. тоа не беше случај Зашто? сега за време на пандемија. 4 години тие воопшто не се познаваа меѓу себе, сето тоа беше онлайн. И колку и да може да научиш одредени работи онлайн дигитално, можеш да ја прочиташ книгата, да полагаш испити, да кажуваш свој став на некој си Zoom, да кажеме екран и така натаму, толку не може да го научиш ова што сега ете младите го сакаат, веројатно затоа што знаат дека е подобро од тоа што тие го имаат, ама не знаат како. Нормално затоа што во годините кога се учело како, тие биле затворени дома. Токму тоа, во овој период, студентски период, е многу важен период, затоа што е период кога ние моментално симултано, да, учиме се, подготвуваме, академски сме насочени, но од друга страна е многу важна и таа припадност кон група, многу е важно истражување на себе си низ партнерските релации, кои што, доколку е само се сведено на онлайн, ти немаш простор како тоа да го правиш. И од друга страна, ние имаме генерации кои што сега растат практично, како што во еден наш неформален разговор ти кажа како што за нас е нормално да не имаме телевизор дома и ние не го размислуваме тој момент дека ние имаме телевизор среде дневна, ние сега имаме генерации за кои што е сосема нормално да за нив целото нивно секојдневие функционира во виртуелниот свет. И сега кога имаме ние една таква паралела, имаме една цела генерација која што на можеби и недостасува друг еден елемент, а тоа е комуникацијски вештини кои што ние не можеме да ги сретнеме, ние можеби ќе научиме некој кодекс на однесување онлайн, но како ние ќе комуницираме во живо со луѓето, во лице, можеби тоа ќе недостасува. И сето тоа евентуално некогаш ќе не донесе до таа една точка која што ќе биде ако јас пристапам некому, можеби ќе бидам кринч. А што е кринч во суштина? Секако е кринч. А што е кринч? Прво да расчистиме. Ако некој не слуша и размислува дали ќе пристапи некому и дали ќе биде кринч и тоа е тоа. И тоа е во ред. Ама што е? Мене тоа ми е интересно како сленг, како феномен кој што Кринч многу се употребува. Имаше и некоја дефиниција. Кога те фаќа однака одвратно од некој што направил нешто друго. Ама нема врска, јас бидејќи навистина сум присутна на сите социјални медиуми во однос на трендови, јас ги следам исто поради работа трендовите, така што јасно ми е што се случува, ама моментот на дали ќе биде кринч, треба да го надраснеме, особено во делот дали ќе придете во живо на девојка. Што е најлошото што ќе се случи? На интернет ако пишете, па да кажеме, нели може да се објави тоа и слично, и тој страв го разбирам. Ама во живо, добар ден, како си, не знам како треба да функционира. Немам некое правило, одамна сум надвор од дейтинг сцената. Пред 3 години имав една обука, беше обука со средношколци, 3-та година, мислам дека беа 2-та и 3-та година, и на крајот обуката, на крајот предавањето имавме една така неформална дружба каде што разговаравме за некои работи што ни им се случуваат најактуелно. И памтам една девојка вика: "Добро," вика, "ајде објасни ми го ова, те молам." Мене воопшто не ми е проблем кога јас треба да се изразам и да се објаснам кога ние се пишуваме на Viber. Затоа што ако ми недостасува некој збор или не морам многу да го мислам тоа како да се изразам, да ја составувам реченицата, праќам емотикон, праќам слика или праќам некое меме, односно нешто ќе пратам и не морам многу да се дообјаснам во суштина што сакам да кажам. Се е јасно. Викам, добро, јас го правам тоа. Викам, и мене ми се случува да кога ќе пишам некому здраво, да додадам емотикон и тоа да ете можеби ја долови моето моментално расположение. Не вика. Друго е. Моментално вика ова не ми се случува на мене, се случува вика и на многу мои вика другарки. И кога ние шетаме, вика, кога ние шетаме и кога ние разговараме меѓу себе, многу пати знаеме да си го држиме и телефонот во рака и кога сакаме нешто да доловиме што во суштина мислиме, да ние само покажеме слика или да ние само покажеме нешто во суштина, некој емотикон или било што, за да ние можеме да се дообјасниме. Затоа што практично не знае како да изрази емоцијата без помош на технологија. И не само емоцијата, и фондот на зборови, и целосната комуникација.
И викам, и добро, и како вие, викам, што правите? Па вика, некако преферираме да работите кои што ни се важни да ги дискутираме. Ние прво, вика, ќе си поприкажаме, вика, на Вибер, на чет, вика, ќе си искажеме се што сакаме да си кажеме, а потоа, вика, кога ќе се видиме во живо, претежно е, вика, дружење и претежно е, не разговараме во суштина за она кое што сме го разговарале онлайн. А што И тоа беше всушност многу е интересно. За психата е најважност да кажеме да си изразговараш со другарките Тоа за беше било што. многу значајно другари. и го памтам овој дел од разговорот. Зошто? Затоа што ако ова се случува помеѓу врсниците, Да. што се случува помеѓу оној јазол, помеѓу овие млади и родителите? Тоа сакав да го кажам. Не знам дали ја гледаше серијата Adolescence, Адолесценција на македонски би било, сега една од најпопуларните серии и мислам дека секој кој што ја гледаше или барем секој родител го тресна од земја сериозно. И точно ова им се случува таму на родителите, се извинувам за спойлери, кој не ја гледал да си ја гледа. Нека престане Нека да не гледа нас во прескокне, моментот. да. И нека потоа нека се врати на разговорот, меѓутоа една од работите што се случи таму е детето, едно дете, момче, објавува некои фотографии, девојка му коментира со емотикон, кој што е емотикон во форма на црвена пилула. Родителите мислат, па добро, Се дружат. пријателчиња се. Дури и полицијата во ситуацијава, пошто се работи за истражување на одреден случај, дури и полицијата мисли дека имаат пријателски односи затоа што си коментирале. А всушност тоа било во тој период одреден тип на, да кажеме, насилство на интернет, каде што таа преку тој емотикон го нарекувала дека е дел припадник на инсел групата, која што се, да кажеме, машки кои што никогаш не може да најдат жена иако сакаат за, нели, involuntary celibate, односно не сакаат, а не можат да имаат односи со жена затоа што жените не ги сакаат. Има цела една група што тоа го мисли. И сега претпоставам дека момчето, нели, со тек на време почнува да се идентификува со таа група, како и да е еден емотикон кој што родителите апсолутно не го разбираат, наставниците апсолутно не го разбираат, полицијата не го разбира затоа што тоа се други генерации, ова е 13 годишно момче, толку многу значење носи во себе. Како да се бориме со ова? И ние како родители, и вие како психолози, и сите оние кои што допрва ќе се случуваат некои нови трендови кои што ние нема да ги разбираме. Дури на оваа возраст и разбираме. За 10 години, не знам баш. Па, ќе се навратам на она кое што важеше за предприемачите. Добро. А тоа е постојано да бидат љубопитни со отворен ум, за да можат да примаат и нови информации и да учат постојано некои нови случувања кои што се случуваат и нови трендови. Така да и родителите во оваа ситуација ќе треба да бидат постојано отворени за примање на нови информации, да бидат доволно љубопитни, да видат што е она што се случува моментално и што е она што е актуелно, а моето дете можеби потенцијално тоа го следи, го гледа, го слуша и така натаму, затоа што апсолутно се согласувам дека ние живееме во време каде што ние не можеме да исклучиме. Не, има и добри страни да. на интернет. Но од друга страна, мора да бидеме постојано свесни дека доколку ние имаме малолетно дете дома, кое што има неограничен пристап на интернет, свој мобилен телефон, свој компјутер, свој таблет, било каков електронски уред, преку кој може да стапи до некакви информации. Информациите сами по себе не се штетни, но се несоодветни за одредени возрасти. Зашто? Затоа што различно е ако овие информации стапат до дете кое што е во чувствителна фаза како што е 10-11 години, 13. Различно е ако овие информации дојдат до некој повозрасен кој што има можеби 25 години и ќе каже ова ли се Што се овие случува? глупости? Ова не се однесува на мене. Па не, ова е навистина многу екстремно и ќе може критички да размисли и дали ќе се принаклони или тоа ќе го отстрани и нема да го следи, да го слуша повеќе, ќе биде многу поразлично. Но се додека е детето малолетно, според мене родителот е одговорен пред се да може да контролира и да следи, ама не само на контрола која што ќе биде диктаторска. Можеш сега 15 минути да бидеш вклучен, па потоа доаѓам и ти гасам. Не. Туку
да дава слобода да се користи, ама и родителот да биде некаде инволвиран, да знае што е она што се случува и што е она што детето го гледа. Многу пати се Па и да се зафати времето можеби со нешто друго смислено. знаеш, Одиме после на спорт, одиме после на планина и така натаму. Апсолутно, тоа е веќе друг еден сегмент како родителот одлучува да го помине квалитетното време со детето, но тука се фокусираме на оној момент каде што социјалните мрежи и интернетот е присутен во секое семејство. Од друга страна, А колку е важно да ги прашуваме децата, да кажеме, сега ова како ќерка на педагог ми е влезено во глава, да ги прашуваме децата што се случува, како што ги прашуваме што се случува на училиште, во градинка, што се случува на интернет. Па Што јас- гледаш на интернет? па јас мислам дека прво се зависи од односот на родителот со детето, Да. колку детето ќе може да сподели или ќе се почувствува слободно да сподели со родителот. Ние не можеме да го живееме за жал животот на децата. Оваа серија не погоди сите толку многу затоа што се работи за сосема нормално, функционално семејство, затоа што на никој начин родителите не предизвикаа ништо од тоа што му се случи на детето, меѓутоа мислам дека не подсети колку е битна константната комуникација со децата, отвореноста и колку е најважна можеби улогата, дури поважна од да се дадат пари дома, колку е поважно да се зборува со децата, да се биде потпора, да знаат дека имаат каде да тропнат кога имаат проблем. Го немало тоа толку многу ниту во наше време, меѓутоа денеска немаме друг начин. И тоа е едната работа. Другата работа ми е колку е битно да вложуваме во образовен систем кој што ги подготвува децата критички да размислат, кога ќе прочитаат да не веруваат на секоја информација, да проверат од неколку извори и така натаму. Затоа што регулација на интернетот имало обиди, не гледам дека функционираат баш најдобро, а и како ќе регулирате нешто кое што постојано се менува и не знаете како ќе се смени. Говор на омраза. Нема тука говор на омраза, има емоджи. Можеби жолтото срце ќе значи нешто кое што ќе биде навредливо, а ќе изгледа дека срценце е пратено во коментар. Дали е побитно да размислиме за тоа како од најрани години да ги подготвиме децата дека кога ќе дојдат на интернет треба да бидат внимателни, да не земаат се здраво за готово, да не веруваат секому и да не дозволуваат само интернетот да ги прави личности, туку некогаш да прашаат повозрасен, да прашаат експерт, да пишат на психолог. Можеби ако ова дете пишало на истиот тој Инстаграм на некој психолог, би добило некаква помош. Ми ја отвараш болната тема, а тоа е дека интернетот е сите. големо, да, интернетот е едно големо море, ние не можеме цело да го препливаме, Не. тоа е факт. Секогаш ќе има нови информации, кога ние ќе мислиме дека го гледаме брегот, оп, нешто друго се случува. Дефинитивно ние носиме одговорност сите, значи не само родителите, туку сите ние носиме одговорност од било каков сегмент кон тоа каков свет и ние креираме, каков контекст. Но сосема е погрешно ако ние мислиме дека треба само да се фокусираме и да почнеме на децата и да ние го менуваме образовниот систем, тоа што на тој начин ние менуваме една нова генерација која што ќе дојде и ќе произлезе од тој променет нов образовен систем. А што со Но од овие друга што страна, постојат? ние сепак во образовниот систем постои во одреден контекст. Контекст во кој што функционираат и живеат возрастните, сите ние. Да. А тој контекст е екстремно токсичен. Јас можам да се логирам сега на Facebook, кај мене на профил, и да прочитам коментари на некоја објава на било кој портал кој што известува за некоја вест и да прочитам погрдни и неубави коментари од возрастни луѓе, кои што најчесто на профилните слики или на кавер имаат слики со своите деца или внуци. Како ние да ги едуцираме младите да внимаваат што пишуваат, што коментираат, дали е тоа говор на омраза или не, и како тоа ќе делува на другиот, и тоа ќе го учат, да речеме, еве на некој курс на едукација, ќе биде имплементирано во образовен систем, ама што кога родителот свој го гледа дека тоа го прави истото? Се Колку е тоа сложува. двосмислено и колку е тоа двојна порака која што ние ја праќаме. Така да Едукацијата е кај сите генерации. Има училиште
има неформална едукација, има универзитети, средни училишта, а потоа има медиуми. Ние едуцираме, сакале или не, нешто ја учиме публиката. Ако во медиумите имаме само омраза, само лоши коментари, ако гледаме дека од една страна машко што ги вреѓа жените е најпопуларен на интернет, од друга страна девојка која што ги вреѓа момчињата кои што немале доволно пари да си купат соодветна кола е најпопуларна на интернет, како медиуми, нормално дека создаваме такви генерации. Така што мислам дека и тука е борбата многу поширока, меѓутоа децата имаат многу, особено ако некој има деца, децата имаат една многу интересна моќ, а тоа е да те засрамат. Мене ми е најдобар пример, да кажеме, кога сме работеле во светот на Биби и кога децата им кажувале на родителите зошто го фрли ова тука, никогаш нема да фрлиш, ако 4 годишното дете ти се сврти и ти рече, ама зошто ја загадуваш природата, дури Биби и така зборува, дури малку и по авторитетно и по возрастно, меѓутоа споделува едни многу убави вредности. И сега ги гледаме децата дека за одредени однесувања кои што се лоши, имаше една цела епизода со, да кажеме, дечко кој што носи наочари и едно дете го, нели, му викаше дека е цвикераш. И Биби, Боби ставија наочари и рекоа, сите сме тогаш цвикераши. И сега, ако тие го видат родителот дека така се однесува, природната реакција на детето, ама чекај малку, па тоа не е убаво? Јас нема... И кога ти ќе го засрамиш своето дете, и кога ќе размислиш и ќе сватиш дека малку не е навистина добро тоа што го правиш, мислам дека и тоа влијае и на возрастните. Значи, преку едукација на децата ги едуцираме и родителите, тоа е неизбежно. Ама мораме да се фокусираме и на тоа, на сите медиуми што го продуцираме. И дефинитивно така, поспремна публика ако направиме, може, мислам дека нешто да имаме некаков резултат. А преку, да кажеме, она што значи регулација, никогаш нема да постигнеме. Затоа што колку и да регулираш во делот на интернет, толку тој продолжува да биде слободен и да наоѓа своји места кои што се уште поскриени и уште помалку можеш да ги видиш. Не, апсолутно се согласувам и се согласуваме дека прво не можеме да почнеме само од еден. Па затоа те викнам да се сложиме. Да, не можеме од едно да почнеме само од образовен систем, сите треба да се вклучени и нема да е ова нешто што ќе донесе промена за година, 2-3. Значи ние тука ова кое што го очекуваме дека можеби за 10 и повеќе години ќе има некое поместување каде што ние ќе можеме да направиме некоја споредба и да има разлика. Ама... Јас сум по-оптимист. Патот е долг и тежок. Мислам дека во овој дел медиумските содржини како влијаат, да кажеме, да го земеме за пример наше мало. За колку краток период на постоење го смени начинот на кој што барем мојата генерација гледаше на другите заедници. И тоа беше толку органски, природно. Деца си играат. Потоа се прекина со таа комуникација и дојде онаа другата, која што се е омраза, и таа продолжува да биде штетна и понатаму. Меѓутоа, има примери многу каде што преку едукација брзо се влие, особено ако таа е добра, ако е пренесена преку хумор, преку интелигентен хумор или преку некој друг тип на забава, или доаѓа од личност која што ние и се воодушевуваме, па сакаме да ја слушнеме што има да каже. Така што мислам дека имаме, јас не мислам дека се 10-15 години, мислам дека со многу работа може и многу побрзо да се постигне нешто. Би сакала да видам. Малку побава тема. Ајде. Врзана со твојата работа. Интересно ми е дека во последно време правиш работилници за мајки, не работилници за едница на мајки, која што се вика Мама Круг. Прво, зошто нема Тато Круг? Нема проблем да има Тато Круг. Ние моравме да почнеме од некаде. Па почнавме од Мама Круг. Добро. Јас мислев дека има причина зошто се мајки, а не татковци, ама исто така мислам дека поддршката е потребна за сите. Гледаме колку се повеќе и татковците бараат поддршка, затоа што гледањето на деца од се до сега што гледавме се потешко станува и се помалку личи на гледањето на деца на претходната генерација, на која што порано традиционално сме се обраќале кај бабите како беше што требаше. Се менува сега. Од друга страна, на времето имало поддршка од други жени како, да кажеме, традиција. Кога луѓето зборуваат за село, мене интересно ми беше дека
една од моите баби ми раскажувала за некои леунки, особено во периодот на доење, кога е само мајката со бебето. Другите жени помагале за се останато, за да не било нервозно млекото и така натаму. И сега, во ново време, такво нешто нема. Дури и бабите, што се и дедовците, што се да кажеме првата помош што може да ја добиеме, веќе нормално работат. И мајките многу често во овие особено први 9-10 месеци, зависно од тоа дали ќе се вратат на работа или не, се сами со децата. Колку вакви групи помагаат за, ако ништо друго, да си кажете основни некои работи, се пожалиш на некого. Да. Ајде вака, ова кое што ти го кажуваш е многу важно, затоа што ти оно кое што го зборуваше промената на, не само промена од едно во друго време, од минато во сегашно време, туку и промена во самиот контекст и во заедницата и вклученоста на заедницата, која што дефинитивно има голема разлика од тоа како било порано, како е сега. И тоа е нормално. Јас памтам кога сум била мала, а и од тоа што мојата баба ми кажувала, па и пред јас, нели, да бидам родена, заедницата, барем зградата во која што јас живеев, секогаш си помагале. Кога некоја, да речеме, од другарките, зборувам другарките на мојата баба, ќе имала можеби некоја прослава или нешто што било важно, еве треба да се донесе бебе дома, дали е тоа нечија сна или е тоа можеби нивно дете, заедницата била таа која што била вклучена во однос на помош околу дома, нешто да се зачисти, нешто да се сготви, нешто да се помогне. Да. И тогаш, секој пат кога некоја друга ќе имала некоја потреба, заедницата исто така била вклучена во помош на некој начин, во поддршка, не е тоа само помош. И тоа било некаде активност која што се подразбирала, каде што јас не треба тебе да те замолам, туку јас само кажувам дека сега имам потреба од тоа и другите се вклучуваат. Од друга страна, памтам кога и за деца чување ги оставале кај комшијата. Тоа сакам да се надоврзам и јас памтам, јас имам комшика во мојата зграда која што за жал не живее веќе во Скопје, ама јас памтам дека она беше значаен човек во мојот живот додека јас растев, некој кој што беше вклучен во моето растење затоа што многу често ме чувал. Да. Јас памтам дека таа жена мене ме чувала и не само мене, туку и многу други деца од мојата зграда. И сега си викам, колку е тоа различно, а не е тоа многу време поминато. Колку е различно сега живеам во време каде што јас можеби не си ги познавам комшиите сите и навистина не ги познавам. Да. А не па да јас одлучам или имам простор да го оставам син ми, кога јас себе треба да дојдам да снимам подкаст, да некој него го почува. Јас сум одела и тоа никогаш не ми било ме остави мајка ми, туку јас сум сакала да одам. И тоа било комшивка на мојата баба, не живееше во нашата зграда, мислам блиску, комшивка на мојата баба, тоа беа двајца маж и жена, немаа своји деца, ама они се зезаа дека сите деца се нивни и буквално секој што ќе му остави дете, они го чува. Тоа е таа поддршка на заедницата. И затоа многу долго време ми правеше револт кога ќе најдев на некоја статија, интервју каде што се спомнува од некој сегмент овој проблем, многу пати наидував на коментари, жените денеска се мрзеливи, жените денеска не се фокусирани на семејството, децата не им се приоритетот и така натаму. Не е тоа во прашање, туку оној проблем кој што постои моментално е што заедницата е се помалку и помалку вклучена, колективното е се помалку вклучено и се е некако индивидуализмот во преден план. Тоа што значи? Ако една жена сака да има кариера, сака да се оствари како родител, сака да има добар брак, сака да има социјален живот, сака да има хоби и да прави ред други работи, тогаш ќе треба сето тоа сама да го изменаџира или пак евентуално ќе треба да се откаже од многу работи за да може да постигне барем од она нешто кое што е на неа приоритет. Или со сопругот да се комбинираат. Некогаш и не е тоа доволно. Навистина не е доволно. Па не, ама секогаш се имало комбинирање, особено оние генерации кои што доаѓале од други градови во Скопје, најчесто, значи, апсолутно ги гледале заедно децата затоа што немале баби, дедовци, ништо, ако морале да работат двајцата, работеле и дома ги гледале децата. Ама сето на друго, ќе се разболе детето. Не знам, треба да тркнете до некаде, едниот не може на работа, другиот треба и така натаму. Имале тука луѓе кои што ќе помогнат дури да не им се родители. Сега, оттаму идејата за Мама Круг. Мама Круг е
ми е многу драго што го основавме заедно со моите соработнички Дани и Сандра, затоа што некаде сите ние работиме со жени од различен аспект. И сите ние трите увидовме дека заедница е потребна да постои, заедница која што ќе им понуди не само помош, туку ќе понуди можност и простор да тие се поврзат меѓу себе, да си споделат со што на тековно моментално се соочуваат, да се едуцираат за различни теми и на крајот од денот да некаде во позадина ние се бориме со осаменоста која што и такако е многу присутна кога мајчинството ќе настапи. Не дека мајчинството е неубав период, феноменален период е, уживам од како станав родител, но истовремено знае да биде многу осамен период, особено ако недостасува да најдеш истомисленик, да можеш да споделиш, да можеш да направиш некои работи, да. Особено затоа што и во Скопје се повеќе жени има кои што доаѓаат од други градови и работат и живеат во Скопје. И многу пати заедницата која што може да им даде поддршка или заедницата со кој што можат да разменат е некаде на друго место и е многу далеку. И е навистина тежок период. И затоа Мама Круг нуди концепт настани кои што нудат и едукација, и можност за дружење работилници, мајки, деца, бизнес мама нетворкинг, можност да жените кои што се предприемачки настроени или имаат свој бизнес и да можат да се вмрежат и да научат нешто кое што нив ќе им биде потребно и ќе можат да го имплементираат во растот подоцна во својот бизнес, така да почетоците ни се овие. Почнавме наивно минатата година со идеја ајде да видиме дали тука моментално Македонија е подготвена за еден ваков концепт. Не е нешто ново, постои насекаде во светот. Сакавме да видиме дали тука ќе биде примено како нешто што е ново. Беше успешно. Да. И едноставно почнавме да go with the flow. Ајде да видиме еден настан, втор настан, трет настан, ајде да смениме нешто, ајде да видиме, ајде да ги прашаме што е што е потребно. И така некако ја формиравме нашата заедница која што се надеваме дека понатаму ќе расте, ќе можеме да понудиме многу повеќе работи и ги слушаме тоа што што е важно, имаме можност да промениме нешто, не се, некој мал дел, ама ги слушаме што е што е потребно и се обидуваме тоа во иднина да го донесеме и тоа да го имплементираме затоа што сите ние се наоѓаме тука на ова тло. Сите ние припаѓаме на овој контекст. И ако ние не промениме нешто, и ако ние не си дадеме ветар во грб една на друга, ништо нема да се промени. Така е, се сложувам, ми е многу добра противтежа на женски домаќински муабети кои што се настанати да бидеме реални од истата потреба. Нема каде да се најдат одредени одговори, се пишува во одредена група, но тоа е многу некурирано, неплански, често советите кои што се даваат знаат да бидат дури и штетни, односно да не бидат баш добри, па често се и предмет на исмевање и така натаму, а од друга страна има и група која што се вика машки домаќински муабети. И сега веќе чекам затоа да направите тато круг, каде што ќе може да биде за тоа, да, и тоа е во принцип некоја група, колку што знам, секако не можам да влезам во таа група, ама колку што знам се онакви лоши вицови често навредливи за едните и за другите, ама тоа што го гледаме е екстремно раздвојување на овие две групи, екстремно раздвојување на тоа што мајките на интернет гледаат, следат и жените во едно семејство и што мажите на интернет гледаат и следат во едно семејство, ако порано на телевизија сите исто гледале, па имало пак некој НЗС повеќе се разбирале, мислам дека не е лошо да размислите и да ги споите родителите затоа што може тука да се доста да се размени како едни се чувствуваат и како други. Ти доаѓаат ли за овие теми вака на брачно советување, гледал на интернет? Морам само да се надоврзам на последниот настан на Мама Круг. Имавме креативна работилница за изработка на сапуни детски со играчка. За мајки и деца, нас не дојдоа и татковци, така да гордо можеме да кажеме дека и татковците покажуваат интереси на нашите средби да доаѓаат. Така да, нас многу не израдува тој податок, што нема цела година како ние ова го правиме, а веќе почнува да се вклучуваат и мажите, ги интересираат, така да постои интерес. Јас мислам дека повеќе е илузија на таа разлика, поделеност, апсолутно. Јас
кога и да го носам. Традиционална поделеност во однос на улогите кај кои нас. што ги има мажот и жената и можеби тоа е некој предуслов зашто жената повеќе се интересира околу децата, грижата околу децата и домата, мажот можеби повеќе околу некои други работи, но барем кај нас нема некоја груба поделеност и не е баш така црно. Мислам кај нас дека се поподелени од други места, зависи кои други места ги гледаме. Мажите почнуваат да се вклучуваат многу и во однос на грижата околу децата, вклученост околу одгледувањето на децата, затоа што не се децата одговорност само на жената, туку се Не. децата и на деца и на мајката и на таткото. Од друга страна се вклучени и во домот и во домашните активности, домашните обврски, така да не е се веќе толку поделено и се ставено на грбот на жената, така да И треба да ги тоа е славиме една сите убава тие и татковци среќна кои што се околност, вклучени. затоа што заедничкиот дом, семејството кое што ние заедно го кокреираме, домот во кој што ние живееме и предонесуваме во него, децата кои што заедно ги растеме и заедно создаваме семејство, сето тоа е кокреирање и на мажот и на жената. Да. И на едниот и на другиот, и на едниот партнер и на другиот. Не е одговорност само на едниот и е преголема тежина и одговорност да ние тоа го оставиме на грбот само на едниот. Ама и не може да се, ниту може да се создаде семејство со, мислам, може да има семејство со еден човек, нормално ако тоа е избор на мајката, но ако веќе има мајка и татко во семејството, тогаш е одлука на двајцата се потребни тука да бидат вклучени, двајцата даваат нешто различно и мислам дека е многу добро што гледаме на вистина голема грижа кај татковците, па дури и во, да кажеме, оние фази на кога ќе се случи развод, се повеќе мајки и татковци почнуваат да разбираат дека треба да бидат вклучени еднакво, особено ако не се работи за лош однос кон децата, насилство и слично, дека треба да бидат тука сите за детето. Така што во оваа тема, ако ја отвориме, мислам дека нема никогаш да ја затвориме. Веројатно затоа што не интересира, сите ги интересираат овие теми, се многу не блиски до дома, туку се дома. Меѓутоа, некогаш доаѓа ситуација каде што имате различни проблеми, размислувања, ете, целиот тој товар кој што паѓа врз мајките во делот на децата, некогаш и врз татковците, паѓа огромен товар во делот ако треба да обезбедат финанси за целото семејство сами, што е многу тешко во денешно време со овие цени и така натаму. И потребно е некогаш да се разговара со психолог, со професионалец, покрај пријателите, кои што исто брзаат и живеат брз живот, потребен е и психолог. Само за крај, дали е се уште табу тема да се побара помош кога е потребна? Не. Yes. Не. Секогаш настојувам да бидам прашана околу тоа прашање, дали е мит или не, затоа што се повеќе сакам во последен период, последните неколку години да зборувам дека навистина не е табу тема, мојата професија одамна не е табу тема и луѓето стануваат се повеќе отворени. Секако дека потребно е да постои одредена подготвеност, информираност, да некој посака да се консултира и да размисли да поработи можеби на некој проблем кој што моментално се случува, но дефинитивно не е табу тема и дефинитивно се повеќе и повеќе луѓето сакаат да се консултираат затоа што сакаат да го олеснат своето функционирање понатаму. Еден повозрасен психолог кој што ни е семеен пријател, многу добро ми го објасни тоа. Имаш workout и work-in. Ако одиш на тренинг затоа што се чувствуваш дека треба да бидеш физички посилен, во даден момент кога ќе ти затреба психички да бидеш посилен, да надминеш нешто, правиш work-in, односно работиш на своето ментално здравје, размислување, психа и слично, така што фала ти денеска што ни ја овозможи оваа сесија, супер беше. Фала ти на тебе на поканата.